Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми. Денес на дневен ред е предлог законот за дополнување на Законот за здравствена заштита по скратена постапка. Децата со попреченост за различни права минуваат низ различни стручни тела. Правата од социјалната и детската заштита ги осваруваат согласно постоечката законска рамка и традиционалниот начин на категоризација за попреченост, а правата од образование по нова методологија, меѓународна класификација за функционалност препорачена од Светската здравствена организација. Првата се потпира на медицински пристап, едностран, со терминологија која што ги засилува предрасудите, а меѓународната класификација за функционираност, попреченост и здравје ги истакнува способностите, како и потребната поддршка што детето треба да ја добие за да ужива еднакви можности како врсниците и до максимум да го развива својот потенцијал. Треба да се потенцира и тоа дека не е битно според степенот на попреченост да се утврди само колку пари им треба, им следува на децата, него треба да се потенцираат нивниот потенцијал и колку е тој функционален. Со предлог законот за дополнување на Законот за здравствена заштита се обезбедува јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје покрај дејностите на здравствениот дом да врши и дејност за функционална проценка на деца и млади со засегната здравствена состојба до 26 години. Исто оваа функционална проценка да се врши и во другите градови, во Струмица, Велес, Штип, Битола, Гостивар, Охрид и Куманово. Примената на меѓународната класификација за функционалност ќе обезбеди унифициран и стандардизиран приод за опис на здравјето и состојбите поврзани со здравјето. МКФ обезбедува рамка за кодирање на сите информации за функционирањето, здравјето и попреченоста, при што се користи стандардизиран заеднички јазик. Тоа возможува непречена комуникација во различни дисциплини и науки во целиот свет. МКФ е комплементарна класификација на меѓународната класификација на болести, односно МКБ, и на тој начин помага да се појаснат разликите меѓу здравствените состојби, болести, нарушувања, повреди и сродни состојби и попреченоста и потребите на детето. Повремени членови на стручното тело се формира во склоп на меѓународната класификација за функционалност, стручните тела, кои што во склоп на стручните тела влегува доктор, влегува психолог, едукатор и рехабилитатор. Има и повремени членови. Овие повремени членови може да бидат во зависност од потребите на детето, може да биде психолог, може да биде логопед, психијатар, невролог, физијатар и така натаму, а исто така има и покрај повремените членови, тука може да влезе и родителот во состав на стручното тело, како и лице со посебна улога, посебен удел во ова стручно тело, а тоа може да биде и учителката, наставникот или од детската градинка, тоа може да биде воспитачката, бидејќи токму тие се најмногу упатени во делот на тоа што му е потребно за развивање на потенцијалот на детето. Во новиот модел на проценка, како што реков, членовите на стручните тела се професионално вработени лица, се воведуваат стандардни образци на работа на сите стручни тела, се воведува централна електронска евиденција за работата на стручните тела и освен двете стручни тела во Скопје, планирани се уште 7 стручни тела за проценка во внатрешноста на државата.
Предлогот на Законот за дополнување на Законот за здравствена заштита се состои од 3 члена. Во членот 1, како што веќе се спомнав, се однесува на тоа да јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје покрај дејностите на здравствен дом за подрачјето за кое е формиран може да врши и дејност за функционална проценка на деца и млади со засегната здравствена состојба до 26 години во своето седиште и во внатрешните организациони единици. Во стручните тимови за функционална проценка на деца и млади со засегната здравствена состојба до 26 години во Струмица, Штип, Велес, Битола, Гостивар, Охрид и Куманово. Ние како претемничка група поднесовме амандман со тоа што предложивме и делчево да влезе во градовите каде што ќе се врши функционална проценка и тоа беше прифатено за се со цел да се подобри можноста полесно да се обавува функционалната проценка на децата. Со членот 2, Законодавната правна комисија треба да утврди пречистен текст на материјалот, а членот 3 влегува во сила со денот на објавувањето во службен весник. Министерот за труд и социјална политика, во согласно со Министерот за здравство, Министерот за образование и наука, треба да донесат подзаконски акт, правилник, во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на измената на законот. Правилникот требаше да биде донесен до крајот на март 2022 година, се касни, меѓутоа сепак ова предлог законско решение е позитивно и ние ќе го поддржиме. Со усвојувањето на правилникот ќе бидат укинати постојните комисии за категоризација, а проценката на деца и млади до 26 годишна возраст во земјава ќе се врши исклучиво по МКФ и 9 служби за функционална проценка ќе бидат целосно одговорни за спроведувањето на проценката. Во периодот од 1 април 2019 до 31.3.2020 година се спроведува процесот на пилотирање на новиот модел на проценка за дополнителна образовна, здравствена и социјална поддршка на деца и млади со попреченост. Процесот на пилотирање е координиран од Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лица со попреченост при владата на Република Македонија. Во овој период, заклучно со 30.12.2019, биле направени 356 функционални проценки на деца и младинци, од кои што 152 проценки во центрите за функционална проценка, а 10 проценки во домашни услови и 194 проценки во училиштата. Токму е тоа позитивното што овој начин на проценка на деца и млади сега што ќе се врши според МКФ ја прави поуспешна и подобра за децата со попреченост. Родителите изразиле задоволство од новиот начин на проценка, бидејќи проценката се одвива додека детето се игра, учи, а поради тоа што и заедно со членовите од стручното тело земаат учество и родителите и имаат можност точно да ги дефинираат потребите за поддршка на нивното дете, со цел полесно вклучување во процесот. Битно е да се истакне дека во текот на проценката важно е да се добијат информации од сите аспекти кои влијаат на учеството на детето во секојдневниот живот, посебно кои активности детето може да ги извршува, кои се тешкотиите со кои детето може да се соочи при извршувањето на активностите и кои се проблемите што детето може да ги доживее при вклучување во животните ситуации. Позитивно предлог законско решение, како што реков, ќе го поддржиме. Благодарам.